да донесат вистинската ситуација што се случува, зашто за многу работи делумно знаеме и делумно распознаваме. Дури и библиски Павле на некои места кажува дека стварно делумно спознаваме, дури мислејќи и на Божјото царство, а камоли за сите овие работи. Така да ја мислам дека нашиот предизвик во овие 6 месеци на комплициран период во историјата на човештвото, ако можам да кажам, не беше да ги запознаеме работите што ги прават светските сили, начала, луѓето што на некој начин не мислат добро на светот, на луѓето, но да ги спознаваме длабочините, височините, широчините на Божјото царство и тоа што Бог може да прави и правил во нашиот живот. Така да ако можам да направам дистинкција од тие две работи, ја би се задржал на второто. И цело време, преку овие проповеди, преку гледањето со луѓето, дома лично, јас размислував што Бог усвари прави и кои се тие тајни што нас не повикува Павле да ги откриваме. Тајните во Христос, тие длабочини. Така да нема многу да зборуваме. Може би некој мислеа дека од настанокот на периодот со COVID-19, дека ние постојано ќе зборуваме за тоа, колку е тоа опасен вирус или колку и се, но оставаме на некои стручњаци тоа да го прават, да го кажуваат, да го објаснуваат. Ние седиме тука за маски, не дека немаме вера. Напротив, имаме вера и одговорност. Ни дава таа вера за другите. Повеќето ве гледам вака, ќе ме разберете, има тука некој може малце помали што нема да ме разберете, порано имаше еден систем што многу се грижеше за колективот. Сега некако работите појдоа се на личноста, на персоната, ти да бидеш силен, ти ова, твојата вера, твојата се. Но, ако гледаме библиски, и тој систем се добри. И во Библијата се врзани во едно. Зошто? Колективот го сочинува поединецот. Секој поединец сочинува колектив, така? Така да ни поединецот може без колективот, ни па обратно. Колектив може без поединци. Затоа нас ни требаат силни поединци за силен колектив. Но црквата оди подалеку од тоа. На црквата и требаат силни, помалку силни, и требаат понекогаш луѓе со помала доверба, некој со поголема. Зошто? За да можеме да се носиме еден со друг. Црквата е она место каде што, тука пишува in your presence, каде што сме во неговото присуство. Да. Но од друга страна црквата ни дава простор, или тоест Божјото царство или Божјото слово ни дава простор дека и додека сме дома сме во неговото присуство. Тоа е многу силно. Тоа е оно што зборуваме ние во овие 6 месеци, дека ние каде да сме во неговото присуство. Како да сум знаел нешто, пред 6 месеци на последната проповед зборував пред неговото лице. Ако навратите малце меморијата, ќе знаете, ние сме луѓе што стоиме пред неговото лице. И тоа нас не ограничува. Со ни еден колектив, ни едно собирање. Она што јас го согледувам, дека може би нас ни се размиша моментот на како ние замислуваме црквата, дали ние црквата и неделната служба ги ставаме како едно и дека е само тоа. Не е така. Ние знаеме, на почетокот ми се јавија многу луѓе, иле не смееме црквите да ги затвориме. Знаете на Facebook што пишува, ова е како мала шала, али е целосна вистина. На Facebook, на Христијански центар на страницата, што ја означува, уствари црквата Христијански центар пишува постојано отворена. Да, црквата е постојано отворена. Неделните служби за кратко, во ваков вид, ни беа, ако можам да кажам, одземени. Буквално. Имаше препораки, но не и закон за собирање. Ради одговорноста што ја носиме и што мислам дека преничиме како христијани во едно општество. Одлучуваме ради другите да покажеме одговорност. Затоа и овие собирања, затоа и ова согледување да има 2 служби, ако треба и 3 служби да има, каде што ќе се распоредиме, таа
послушност и одговорност. Да зборам и преку властите, без разлика, можеме да збориме властите какви се, што се. Во времето на Исус се зборуваше какви се властите исто, ама Исус им даваше на друга поинаква поука. Така да не ги мешаме работите. Верата е во нашето срце, никој не може да одземе, напротив, само може да биде додадена вредност. Не сега само на христијаните. Ова е, мислам дека е погрешно, ако ние се фокусираме во овој период на христијаните. Ова ќе ви кажам, иако сакав да некако тргната му радо да сакав повеќе да ве видам, да зборуваме, али мислам дека е многу битно ова. Иако ние се фокусираме, христијаните, убаво е, знаете црквата дека во многу излегува во пресред, тоа е македонскиот збор, ти рече сусрет, во пресред за некој нешто за работите, тука сме, ако не друго да се слушаме, тука сме каде што можеме да помогнеме и сето тоа функционира. Но, по толку проповеди, по толку славење и обожавање на нашиот Бог, по толку, не знам што друго, дружења, како да кажам, силни проповеди, силни откровенија, Светиот Дух пишува дека е дух на откровение, а во нас живее. По сите тие нешта, ние сега имавме дури обврската, овие околу нас што помалку знаат, што иш не знаат, што беа во паника, што беа во како се вика тоа, во некое исчекување погрешно дека ќе биде се полошо наместо подобро. Вчера го слушнавме, со колки бевме кај едно семејство што прв пат го гледаме и правевме мовет и ни дадоа една изјава во контекст на очекувам со мојот живот да биде уште полошо. Човекот правил операција, нешто, и сега очекува да биде уште полошо. И тоа се ретките случаи каде што можеш да слушнеш дека некој очекува уште полошо. И такви работи ние треба да кршиме. Затоа ние не смееме. Ова го кажувам, во Божјото царство има смеење и несмеење, има мораш и не мораш. Зошто нас да не плаши тоа? Напротив, тоа нас ни е доблест. Ако некој не обвинуваат за истото, ама ти мораш така, не мораш. Но благодата те прави да мораш, да сакаш и да можеш. Затоа ние го согледуваме овој период, го разбираме потполно овој период, но нашата надеж, нашето се, затоа ќе спомнам нешто, тоа каже и Коки, не се институции, ние можеме само да се молиме за тие институции. Ние можеме да ги благословуваме тие луѓе што мислат добро на овој народ, добро на оваа држава, добро но дури и тие другите да почнат да мислат добро. Ние сме повикани и нив да ги благословуваме, но и да им донесеме поквалитетен живот на другите околу нас. Се согласуваме со ова? Ќе кажем амин. Амин. Може ли да се молиме? Тато, фала ти за овој ден, Господи, за Твојата благода, Господи. Фала ти што за Тебе нема граници, Господи, за Божјото царство нема граници, така и за нас нема граници, Господи. Фала ти што сме неограничени да можеме да делуваме, Господи, во духот, Господи, да гледаме работи што се на небото и да ги носиме тука на земјата, Господи. Фала ти што ти не ограничуваш само со некој што е на позиција, него ти во секој еден, Господи, ставаш идеја, ставаш мисла, ставаш откровение, ставаш се она што е потребно да го донесеш доле на земјата. Дали е тоа пророштво, дали е тоа визија за војднина, Господи, дали е тоа утеха за нашиот живот. Фала ти што си прекрасен, фала ти што имаш прекрасни мисли за иднина и за надеж. Ние те вкусуваме Тебе, Господе, во нашиот живот, зашто си Ти најубавиот, најсладкиот вкус што можеме да го вкусиме. Те благословуваме Тебе, Господе, сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Амин. Пак ќе кажам, многу ми е мило што се гледаме на ваков начин. Ја не знам до кога ќе трае ова. Стварно. Зошто? Има тие не се предвидувања, они докторите или научниците не одат на предвидувања, не го одат нели на конкретни, како се вика, ситуации и кажуваат, можеби ќе биде покомплицирано во периодот кога ќе залади за собирање за такви работи, но наше да ги согледуваме работите, да ги приметуваме, но не секогаш да се согласуваме со сите исти работи. Зошто? Зашто ако е некој извикан во прв борбен ред, или како што многу политичари знаат да кажат, да стоат на браникот на нештата, христијаните се повикани баш да бидеме на браникот на што? На верата. Браникот на верата. Секогаш ние треба да бидеме на браникот на верата. Што значи тоа? Сите сме опремени. Во едно од овие нели проповеди што ги имаме онлайн, што и овој пат одиме онлайн и ја ги поздравувам сите што останаа дома, што нели не можеа да дојдат, што
што исто така се ради одговорност да не собираме повеќе, да имаат убава и благословена служба, зашто ова е и за нив служба, а намерно ставиме да оде и славењето и сведоштвото во живо, за да се види тој, како се вика, континуитет денешен на службата, како е тоа таму, за да имаат сите уви, тие што не можеле да дојдат, тие што можеби и се плашат да дојдат, се е дозволено. Затоа е Господ тука да не поучува и да не покрева. Ние понекогаш самите едва и можеме, али со Господ се може, вика оној, оној кој верува во Господ. Така да, мило ми е што ќе продолжиме на ваков начин, пак ќе кажам, не знам колку ќе биде, едноставно сите ние сме трпеливи, она што зборувам, не го зборувам за да наметнам нешто дека ние мора да бидеме повеќе послушни, повеќе потрпеливи, зашто секој има однос со Светиот Дух каде што може лично да спознава за што е повикан. Пазете, некој од вас може би е повикан да појде во негде и да се моли за болни. Дали од ковид, дали од друго. Ние сега го збориме ковидот како нешто помодарство. Ќе дојде некоја мода и ние се облекуваме исто, па тоа само го правиме, па иста песна пееме сите. Ама не е така. Нашиот свет страда, вика, од непознавање на Бог. И ние тоа го согледуваме. Тоа непознавање на Бог. Усвари, која е главната работа? Луѓето да се доведат до лицето на Бог. Знаете што? Марија му вика на Габриел, на ангелот што ја кажува. Му вика, дај ми знак дека ова ќе се случи. Знаете што ја одговара? Не ја дава никаков знак. Зар ангел да дојде пред тебе не е доволен знак? И вика, види, јас стојам пред лицето на Бог. Тоа е повеќе од доволно. Вие што се нарекувате христијани, што длабоко во себе знаете дека сте христијани, што го имате искусено од прва рака, не од втора, од трета. Знаете тој што го искусуваше од втора, од трета рака, што добија? Ви текнува ќотек. Вика, ја, Павле овој и Петар ги знам, Исус што го проповеда, кој си, ја ги знам и Павле и Петар, тебе не те знам. Така да ние сме повикани од прва рака. Вие тука, повеќето, или сите, го имате искусено Бог од прва рака. Затоа можете да стоите, затоа сте повикани да стоите пред лицето на Бог. И не секогаш, колку што го кажуваше, да се правдаме за нашата вера. Нашиот живот, точно, лично, покажува нашата вера. Давид ми е најдобар пример за ова. Давид, овчарчето, Давид, подценетиот, се покажа добар во свирење, во пеење, појде до кралот, ама тоа како да не беше доволно. Доаѓа Голијат со цела осуда према евреите. Давид истрчува, вика, јас, они му дава, кај ти врати се тие браќата големи, убави, строени, прави војници. Давид вика, не, јас ти одам. Каде седи мира, барем оклоп да ти ставиме. Нема шанси оклопот поголем од него. Знаете ли Давид која изјава ја дава? Јас идам во името на Бог и ќе те поразам тебе. Немаше никаква причина да се правда колку е вешт во ластик со, како ги вика тие, чатали. Колку е вешт во оружје, колку е, немаше ништо. Дури не се правдаше ни колку е верен, а се покажа верен, Господ и го награди за тоа. Но вика, јас идам во името на Бог. Што се случи? Го порази. И му нагази на главата, нагази на целата осуда, што беше наметната врз евреите. Голијат може би не ги уплаши толку со вештината, колку со осудата самите евреи. Така да нема потреба за докажување, него напротив, имаме сите повик, личен, стоиме пред лицето на Бог и на луѓето тоа понекогаш им е сосема доволно. Павле мислам дека во Филипјаните кажува, нека вашиот говор биде полн со благодат, зачинет со сол. Ја викам, Господе, па што може благодатта да биде зачинет со што? Вика, со примерот твојот живот. Примерот твојот живот покажува дека ти не фрлаш зборови на празно.
Амин. Псалм 34:8 го знаете скоро сите. Ја верувам дека секој што чита Библија го знае, зашто е премногу убав. Вика: видете, вкусете и видете дека Бог е добар. Ова е еден од поубавите псалми. Нема да читам цел, него ќе читам само 8. Вкусете и видете колку е добар Бог. Блажен е човекот кој се надева на него. Амин. Амин. Блажени се луѓето кои се надеваат на Бог и само на Бог. Павле оди до таму што вика: кој се надева на човек, проклет да е. Така кажува. Значи, знаеш како, може би Павле не верува во проклетство, зашто цела проповед му е благодат, ама сака да ги уплаши дури. Немој ни случајно да си помислил да се надеваш на човек. Твојата надеж нека биде во Бог. А он ќе ти браќа луѓе на кои може да бидат круг на доверба, на кои помалку ќе им веруваш, на кои повеќе ќе им веруваш, ќе ти ја даде црквата, каде што ќе бидеш сигурен дека си во Божјо семејство и кога ти оди добро и кога не ти оди добро, но немој надежда ни случајно да зазема позиција човек па Бог. Нека надежда биде темелена во Бог. Сите ние овој период, Стево стана, кажа сведоштво. Сите имаме некои сведоштва, буквално кој за исцеление, кој за нешто друго. Буквално сите. Некои се од тие позитивни, некои се тие негативни, но што спознаваме? Спознаваме дека сме живи. Многу е битно да знаеме дека сме живи, дека дишиме, дека мрдаме, дека Бог ни дал живот вечен од сега. Таа е нашата сигурност, вика Павле. Тоа е вашата сигурност. Не е нашата сигурност во системите, не е нашата сигурност никога ќе заврши вирусот. Нашата сигурност од старт е дека ние сме вечни. Може, памтите колку пати имам кажано дека Павле едноставно бил неуништив и него му се плашеле. Павле не бил некој или Петар ода таму, па непознати, па не ги знаат, па тие, како што можеме да слушнеме од некои политичари, па виткале кичма, само да им се додворат на луѓето. Не, они биле стаменети, они биле со камења ги тепале и ништо не им било. Едноставно Павле бил неуништив. Знаете зошто? Зашто не се плашел на смртта, зашто е мислел за придобивка, дека ќе оди кај Бог, но исто така знае благодата дека е тука ради луѓето. Затоа бил неуништив. И затоа он можел во затвор во Филипјани да го пишува Филипјани и да вика: радувајте се, пак ќе ви кажам радувајте се. Сега ние викаме тука, многу пати имаше замерки, имаше неколку проповеди за радување, како да се радуваме. Не знам јас како. Можам да кажам за мене и можам да кажам со Господ да имам кога сум тажен, кога сум радосен, ја не знам како. Но знам дека во Бог, кој е извор на радост, ја има таа можност и има таа шанса. Да не ја бараме во околностите, да не ја бараме, го знаеме Петар што му се случи кога погледна на околностите. Едноставно почна да тоне. Знаете, таму мене не ми е примерот на Петар дека тонел. Искрено, знаевме дека од прилика така ќе биде. Понекогаш такви сме во животот. Некогаш ќе го допреме врвот, некогаш сме тука негде, некогаш некои работи не ни се јасни, некогаш ни се јасни. Мене ми е таму јак примерот на Исус. Не го остави да тоне, него одма посегна по Петар и го извади надвор. Мене тоа ми дава надеж дека јас сум на црсто место. Во мојот живот, во животот на мене и Даниела, имаше последно време турбуленции, нема да навлегувам во детаљи, но слушате, ова е сведоштво. Инаку пред да почне службата, тоест кога станав са вајле, викам: леле, убаво е да се каже на луѓе од денеска сведоштво. И Стево ми иде, викам: може би да кажам сведоштво. Тоа е тој Божји дух, духот на откровение што го вика. Тоа е тој дух што не води да ние се разликуваме од другите и навистина се речеме семејство, фамилија и такви да бидеме. Тоа е тој. Ќе кажам јадно сведоштво, се враќам од кај моите, сега бргу. Имаме некоја ситуација со некои документи, повторно со тие документи, ама знаеме држава каква ни е бюрократската работа е таа, посебно сега во период летен, па и коронавирус, значи ако не се работело, сега не се работи, пута 100.
пута 10, не знам како да го објаснам тоа, али не е толку опасно. Кога нарешта е во Господ, стварно не е опасно. Стварно можеме да дојдеме тука и да бидеме насмеани, да бидеме расположени, да се слушнеме со луѓе, да видиме и други во проблеми луѓе. И се враќам од кај моите, и онака, знаете како бев само на вечер, секако кога се враќаш од кај твоите, пошто ја живеам тука, не ги гледам многу, ти е тешко малку, а мораш ваму. Сега ваму имаве ни, како се вика, со документиве, стварно некои големи проблеми, баш дента што требаше да одам по нотари, по било што, и викам, ле, до кога, знаеш, и како, и во кола возам, телото налутено, намуштено. Значи сега, буквално го чувствам, ово кажам за сведоштво, како понекогаш ние мора да се гледаме дека Светиот Дух работи во нас и тоа да го согледуваме и на тоа да се препуштиме. И гледам тие работи, но од друга страна, Духот во мене вика моли се. И сега викам, не можам, стварно, како да се молам кога ги мислам, овој треба да дојде, оне вамо да појдеме на адвокат, тамо на адвокат, а Духот веќе па и почна да се моли. Да, и во молитва се наоѓам, иако телото слабо, Духот е бодар, и се наоѓам во молитва, каде што викам, фала ти Господе, што денеска ќе биде најчудниот ден за мене, најубавиот ден за мене во овој подолг некој период што престои. Зборам конкретно за таа работа. Не ги има уве денови, роден ден ми беше на 1 август, шала малку. И се слуш, и после пак телото вика, бе, што кажуваш? Абе, дај треба таму да одиш. Знаете што? Одам кај сестра ми, малку се видов онака да се опуштам, да ја видам за кратко. Одам дома, ми се јавува адвокатот, ми вика, ајде појди до општина, видиш што како, и наеднаш добивме таква информација, што на вистински денот беше чудесен и прекрасен во тој контекст за нас. Понекогаш таа борба ние што ја кажуваме, добрата битка на верата, да се согласиме со Божјото, а не со земното. Да. Значи, еве поентата, се согласуваме со Божјото, а не со земното. Ова во нашиот живот носи победа и затоа Христос не нарекува повеќе од победници. Баш заради тоа. Знаете, денеска како се чувствував? Денеска се чувствував исто како се чувствував кога го запознав Христос, или не кога го запознав Христос, кога ја запознав црквава. Кога почнаме да одиме кај Ѓоко на тие молитвени групи и имаше таа една многу убава тежина. Убава тежина, ама тако е Светиот Дух. Онака Господ кој те допира, кога го спознаваш и баш тука ти трепери нешто. Од една страна го препознаваш како убаво градите се шират, а од друга страна е мала тежина, зашто што самиот Светиот Дух е тежок. Светиот Дух е сепак е дух, сепак се тие духовни работи. И така да, денеска се чувствувам баш така, баш убаво, пријатно, со доза на не е тоа ни трема, не е тоа ни ништо, него едноставно доза на леле ни фале. И од друга страна, леле ни фалеше ова. Ми фалеа ликовите на луѓево, иако ги гледам пола од маските. Да, како викаат, очите кажуваат се. Така да доволно е што се гледаме, што се гледаме во очи. Да. Некој може и не ме познавте со новиот имидж. Да, мала промена, да. Мала промена не е нормна, така вика. Океј. Тука сум пишал, Исус е лебот и крвта што ги вкусуваме постојано. Значи не само преку Господовата вечера, така, но свесни сме постојано дека ние сме повикани да вкусуваме и не само добрината на Бог, од праведноста на Бог. Еве сум пишал тука што ние можеме да вкусуваме. Да вкусуваме неговиот мир, што го надвладува секое разбирање на тоа што е бура во твојот живот, на тоа што е дури и благослов во твојот живот. Знаете дека Божиот мир го надминува секое разбирање. Зошто разбирање? Зошто не неразбирање? Зошто неразбирањето е лесно надминливо. Ќе дојде некој што повеќе знае и ќе не зачути, така? Но Библијата кажува Божиот мир го надминува секое разбирање на она дури што знаеме ние за Бог. Едноставно легнува мирот врз тебе и ти викаш да, така е.
Ја лутав, може би правев грешки, може би се, но сега сум на сигурно место. На таа карпа што Зотот пееше. Каде што е најстабилно место, на која ние градиме и постојано градиме. Друго, што вкусуваме? Ја вкусуваме неговата исцелителна моќ. Така Стеван ни кажа. Ако станеме сите по еден, сите ќе кажете. Знаеме. Значи, има работи што недоволно ги спознаваме. Можам да кажам, дури немаме доволно вера за некои нешта. Едноставно ние растеме во ова. И затоа не треба да падне осуда врз сето тоа. Да, имаме работи за кои ние као црква можеме многу да се фалиме и да викаме и амин да кажуваме. Но, ако сме реални, имаме работи каде што потфрламе. И таа е реалноста. Ние сме повикани да не бидеме надмени и горделиви, него во понизност да ги правиме работите. Затоа го препознаваме, но никако не смее да нуплашат неуспехот. Секој човек што успеал нешто, не го занемарува неуспехот. Него понекогаш го кажува како клучен за успехот. А камоли во Бог. Праведноста е вкусуваме. Знаете, праведноста не е, абе добро, па сега знаеме дека сме праведни, дај да се фатиме за нешто друго. Секогаш ќе ве гони помислата за праведност. Зашто ние постојано правиме дела. И мислиме дека праведноста доаѓа по дела. Затоа ќе не гони поимот што значи праведност. Во еврејскиот јазик, во Стариот Завет бил еден збор. Но после тоа Павле ги одвојува, правда и праведност не е исто. Правда е каде што системски ние мора да ја согледаме правдата што Бог ја има. Но праведноста е идентитетско прашање. Затоа е толку битно. Праведноста во нашиот живот е идентитетско прашање. Знаете што? Ние не мора да зборуваме постојано за праведност. Зошто? Зошто несигурен човек ги повторува работите. И јас сум праведен, јас сум, постојано нема потреба, кога знаеме дека сме праведни. Но не смееме да ги занемариме и да ги симнеме доле и сега да пробуваме некоја сама праведност да иструваме, што не е ни желба за правда, него е желба за одмазда. Затоа многу пати знаат да кажат за светската правда, луѓето, дека правдата е слепа. Зошто? Зашто тоа е желба за одмазда, а одмаздата е слепа. И не збориме за некоја одмазда крвна или било каква, збориме општо за одмазда, не знам, на тоа што се случило во животот, одмазда во мислите према некои луѓе што можеби ни сгрешиле спрема нашите перцепции. Значи, не секогаш кога нас луѓето ни грешаваат е дека вистински ни грешиле. Разбираме тој момент? Ние понекогаш перцепираме на таков начин, али Господ ќе ни даде една перспектива и ќе се најдеме на место каде што она што Петар го кажува. Корекцијата на почеток изгледа за казна, но после тоа е голем благослов за тој што ја примил. Амин. Трпеливост, љубов, верност, доверба, љубезност. Значи не само добрина. Ние сите се овие работи што ги прочитав и уште многу нешта. Работи што ги вкусуваме, гризнувајќи, ако можам да кажам од Бог. Во Изреки 18:21 кажува дека и смртта и животот се во власта на јазикот. На јазикот, да. Така? Да. Да. Сега, јазикот, зашто е сетило? За вкус? За вкус. Овдека едно алегорична реченица, ќе прочитаме на убава финеса. Еднаш ја ставив на Фейсбук и него кажа, ама тоа е символика. Да, но мора да знаеме дека и библиските символики секогаш укажуваат на вистината. Ние не треба да се плашиме од символика, него напротив. Треба да знаеме дека тоа ни укажува на вистината. И така да, ако смртта и животот се во власта на јазикот, и ако јазикот е сетило за вкус, сега збориме за духовно, ова речи за духовна, како се викам, ајде, од духовна страна, од духовна гледна точка, тогаш да вкусуваме повеќе од Бог, за да зборуваме живот. Зашто исто јазикот ни е орган за говор. Амин. Амин. Да вкусуваме повеќе
од сите оние работи што ги набрав, што се во самиот Бог, за да зборуваме живот. Амен, луѓе. Да. Ја би завршил тука некаде. Мислам дека и сме со време таман коки. Не пратам, ама. Тока, супер. Едноставно бидете благословени, останете ми добри какви што и сте, останете ми благословени какви што и сте, имајте убави мисли едни со други, почитувајте се, убав англиски збор е респектирајте се, почитувајте се едни со други, давајте си чест едни на други, во оваа потреба, немојте да се штедите со вашите прсти на некого да му пратите порака, немојте да се штедите во вашите речи го, усти да кажете убав збор, збор за изградба, зашто не знаете на кој човек, во кој момент ќе му дојде како голем благослов. Имало моменти, ти само си го гушнал некого, зашто најверојатно така е процедурата кога се поздравуваш, а тој човек бил стопен лично од Бог преку тебе. Да. Така да, немојте да ги занемарувате овие работи, него напротив, ставајте ги. Ја го кажувам еден израз постојано на сите видеа, како животот да ви зависи од тоа. Зашто искрено нас, животот ни зависи од Бог. Амин. Бидете благословени.